Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Постојани инспекцијски надзори и изречени санкции за охридските трговци. Во пресрет на Водици, во Пештани насликан витраж со мотив крштевањето на Исус. Изработен проект за изработка на прифатилиште за бездомни куќиња во Струга. Градоначалникот Мерко бара финансии од владата. Единаесто издание на меѓународната научна конференција Охрид Водици 2023. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно, ветровите надпросечно топло за овој период од годината со измерени максимални 11 степени Целзиусови. Врнежите од дожд кои ќе започнат попладне ќе продолжат и во текот на ноќта кон среда. Утре над најголем дел од Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег над Алпите, северните, североисточните делови од Европа врнежи од снег, во западните, централните и источните делови на стариот континент времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров во среда умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер, на планините снег, во северните и источните делови умерено облачно време. Максималните дневни температури во интервал од 5 до 18 степени Целзиусови. Во Македонија во среда умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд, ветровито и невообичаено топло за овој период од годината. Минималната 2 до 11, максималните дневни од 9 до 17 степени Целзиусови. И во Охрид во среда времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследено со ветер и високи температури, како и со засилен југозападен ветер. Минималната температура 8, дневната 12, во четврток и петок облачно време. Пообилни врнежи од дожд и пад на температурите во текот на ноќта кон сабота, услови за врнежи од дожд и снег. Минималната 5, односно 1, дневната 10, односно 6. Во сабота веќе облачно време. Ќе има слаби врнежи од дожд и снег во текот на ноќта, а дневната температура ќе достигне само 5 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ.
Постојани инспекцијски надзори и изречени санкции за охридските трговци. Државниот пазарен инспекторат продолжува со инспекцијски надзори по одлуката за посебни услови во трговијата се додека таа е на сила до 30 април 2023 година. Забележително е благо намалување на цените на основните прехранбени продукти во јануари. Се очекува тој тренд да продолжи. Континуирани контроли и изречени санкции за охридските трговци. Постојано се врши инспекцијски надзор според одлуката на владата за посебните услови во трговија на одделни стоки, вели Цветко Ристевски, раководител на одделението за инспекцијски надзор при Државниот пазарен инспекторат. Нотирана е пониска цена на основните прехранбени производи во јануари, како резултат на намалување на трошоците за производство, вклучувајќи ја намалената цена на електричната енергија. За одбележување е дека во месец јануари ова година има намалување на цените кај лебот од 500 грама од 45 на 42 и на 47 денар, зависно од производителот и согласно неговата калкулација и трошоците. Кај млекото трајно од 1 литар од 77 на 69 денари и кај сончогледовото масло за јадење од 136 на 105 денари. Извршени се 25 инспекцијски надзори до овај момент и изречени се глоби според Законот за трговија според одлуката кај два субјекта. Според динамиката на производство и намалување на цените на суровините, Ристевски смета дека ќе продолжи трендот на намалување на цените на производите, а тие ќе продолжат со инспекцијски надзор по одлуката се додека истата е во сила, односно до 30 април 2023 година. Се очекува да се намалат цените, но многу битен елемент е дека не треба да се очекува цените да се намалат на ситуација од 1 март, да речеме 2022 година, туку ќе се намалат во однос од споредено со цените од септември-октомври, откако овие мерки се донесоа за намалување на производните трошоци во поглед на суровини и трошоци за енергија. Охридското одделение при Државниот пазарен инспекторат во периодот од месец март заклучно со месец декември има извршено 234 инспекцијски надзори според одлуката на владата за посебни услови во трговијата на одделни стоки. Во 65 случаи издадени се прекршочни платни налози за непочитување на мерките на трговските марџи кај одредени трговци. 29 од нив трговците ги платиле согласно поуката по налогот, а 10 од нив продолжиле со поднесување на барање до основниот суд Охрид. Во Пештани е насликан витраж со мотив крштевањето на Исус. Во пресрет на Водици, двајца сликари аматери го насликале мотивот од најпознатото дело на големиот сликар Леонардо да Винчи на објект каде што ќе се слави празникот. Празнувањето на Водици во Пештани има долга традиција, а мештаните го прославуваат со посебна возбуда во 8 кумства или како што тука се наречени колои. Во предвечерието на Водици во Пештани е насликан витраж со мотив крштевањето на Исус. Пештанците Драган Филиповски, Дејан Размовски се автори на овој несекојдневен мотив наслика на угостителски објект во кој семејството Размовски годинешните кумови ќе го слават Водици. Двајцата се сликари аматери со голем талент и желба за творење. Познатиот угостител Драган Филиповски вели дека е горд на заедничкото дело што го создале со Дејан, за кое вели дека е невообичаено во Охридско. Идејата дојде во секунда, а работевме со големо трпение и смирение, раскажува Филиповски. Додава дека луѓето гледаат со голема почит кон нивното дело. Не само пештанци, пошто ние си имаме овдека и од викенд гости, и од Скопје, и од Битола, и од не знам од каде. Ево, тука е зградата. Значи, немаше човек што помина да не даде коментар позитивен секако. Фала и многу на сите. Некои ги слушавме, некои само ги гледавме, а имаше и доста сликање. Така да јас и Дејан сме презадоволни од ова што го направивме. Веројатно со некој благослов од Бог тоа го направивме и фала му на Бог. Дејан Размовски споделува дека кумството е голема чест во одбележување на Водици во Пештани. Оваа година татко му е новиот кум на Водици. Тоа е голем настан за нашето село и за цела Македонија. Традиција која се пренесува од татко на син и се случува еднаш во текот на животот, да се слави кумство.
Со мојот пријател Драган, чија беше идејата, одлучивме да го насликаме витражот. Јас сликам на хартија и платно, а прв пат ми е да сликам на стакло, кажува Размовски. Се навраќа на еден момент што се случил пред 6 векови, а е поврзан со крштевањето на Исус со овој мотив. Во времето кога Леонардо да Винчи бил се уште млад и не бил познат уметник, се уште бил ученик на неговиот учител Верокио. Верокио добил задача да го нацрта токму овој мотив, крштевањето на Исус во еден манастир во Фиренца, и добил идеја да го повика својот ученик, да го нацрта заедно тоа дело, да види што го научил. Кога го завршиле делото, испаднало да иако е премногу млад, Леонардо го надминал неговиот учител. Во случајов Драгане, мојот учител, бидејќи како што реков јас немав искуство на стакло, тој имаше, и да се надевам дека ќе станам познат како Да Винчи. На овој ден возбудата е посебно голема кај новите кумови. Во Пештани фрлањето на крстот е возобновено од 1987 година. Во селото има 8 кумства или колој, како што ги нарекуваат пештанци, малските групи каде што се слават кумствата и се предаваат од татко на син. За пештанци, иако сите христијански празници се значајни, сепак Водици е најсветлиот празник. Велат, силата на Бог се гледа во тоа што на овој ден се забораваат лошите моменти и оние кои се скарани се помируваат како ништо да не се случило предходно. Јавното комунално предпријатие Дебарца ги известува граѓаните на селата Оровник, Подмолје и Горенци дека поради изведување на градежни работи кај водоводната пумпна станица Свети Еразмо, односно промена на водоводни цевки во должина од 70 метри, водоводната пумпна станица нема да работи од денес, 17 јануари, до 10 февруари 2023 година. Водоснабдувањето за Оровник, Подмолје и Горенци во овој период ќе се врши од водоводната пумпна станица во село Требеништа. Предизвици на идентитетот, културното наследство, одржливиот развој или туризмот поврзани со нови кризи е насловот на 11-тото издание на меѓународната научна конференција Охрид Водици 2023. На 18 и 19 јануари по 11 пат ќе се одржи меѓународната научна конференција Охрид Водици 2023 годинава насловена како предизвици на идентитетот, културното наследство, одржливиот развој и туризмот поврзани со нови кризи. Конференцијата е во организација на Центарот за напредни истражувања во партнерство со Мирас, социјална организација за поддршка на проучувањето на културното наследство од Баку, Азербејџан, Универзитетот Ајдин Аднан Мендерес од Турција и списанието Журнал за глобални процеси од Мајами, Флорида, САД. Тематски фокус на оваа конференција ќе бидат глобалните трендови и предизвиците кои се поврзани со идентитетите, културното наследство, животната средина, креативните заедници, туризмот и одржливиот локален и регионален развој, објаснува Румин Зебон, председател на програмскиот комитет. За мене е као кризата се прилично се појавува доста дебати, дискусии, а ние во Македонија то прилично го осетивме со ова што ни се направи некој си атак од страна на Бугарија, кој што за мене и за научниците е прилично и идентитетски атак. Ние се грижиме во конференцијата или во меатите години да го заштитиме тоа културно наследство. Исто така знаете дека сега Охрид е повторно на тапет на УНЕСКО, нели во март се одлучи повторно дали Охрид ќе биде или не под зачита на УНЕСКО, што ќе се трни од листа или ќе се стави од таа листа на културно добро, светско добро под ризик. Своје обраќање на конференцијата покрај доктор Рубин Земон ќе има Атифатмир Бидичи, заменик председател на владата на Република Северна Македонија, Бисера Костадинова Стојчевска, министер за култура, Кирил Пецаков, градоначалник на Охрид, Фариска Лили, член на програмскиот комитет, председател на организацијата Мирас од Баку од Азербејџан, Ахмет Ајтач, член на програмскиот комитет на Универзитетот Ајдин Аднан Мендерес од Турција, Виторовиќ Зоран, уредник и главен готвач на Global Process Journal од Мајами, САД. За конференцијата се пријавени 47 трудови и презентации од 12 земји, информира Земон. Отворањето на конференцијата е на 18 јануари со почеток во 11 часот во Македонската академија на науките и уметностите куќа на Уранија во Охрид. Струга изработи проект за изградба на прифатилиште за бездомните кучиња, но бара помош од државата за негова реализација. Струшкиот градоначалник вели, општините се немохни за решавање на овој горлив проблем на граѓаните. Граѓаните гневни и револтирани велат, секојдневно има напади од агресивни бездомни кучиња.
Општина Струга експресно изработи проект за изградба на прифатилиште за бездомните куќина. Градоначалникот сега бара помош од владата да помогне во реализацијата преку заеднички средства или од ИПА фондовите. Мерко вели, општините немаат капацитет сами да се справат со проблемот со бездомните животни. Потребни се итни измени во законот, грижата да ја превземе Агенцијата за храна и ветеринарство, а општините финансиски да партиципираат. Ние веќе поднесоме барање за измена на законот за заштита на животни, со тоа што апелираме до централна власт. Ова обврска се решава само институционално преку институции на централна власт, односно Агенцијата за ветеринарство и храна. Стружени, гневни и револтирани, велат состојбата со уличните куќиња последниве години е алармантна. Секојдневно има нови напади од агресивни куќиња врз деца и возрастни. Страшно, мене ме фати пред овде кај зградата нова 10 куќиња и реков се пушти сите. Сега ако не ме јадат, што да правам? А не можам. Ја да имам пушка и јас ќе излетам. Еве со колешката, една колешка, многу. А една колешка моја ја фати овде. 10 куќиња, едни окасни. Не знам како ќе се живеат овде. Плашиме, како да не се плашиш. И дете да си, и голем да си се плашиш. Скитници, куќиња, тоа. Стравуваме сигурно, нормално дека стравуваме. Не знаеш од ки ќе те зачекат. Иначе ги гледаме, само вака прах. Ама не знаеш од ки ќе те зачекат. Во изминатите 2 години во Струга од улични куќиња имало огромен број нападнати граѓани, што општината ја чинат илјадници евра оштета. Активистите велат, со тие пари може да се изгради и одржува соодветно прифатилиште. Општина Струга во буџетот за 2023 година издвои 10.000 евра за стерилизација, кастрација и обележување на бездомните куќина. За оваа намена во тек е тендер за избор на соодветна фирма. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Европскиот континент беше погоден многу поблага зима од очекуваното, а тоа заедно со координираните напори за намалување на потрошувачката на газ му го одзеде од рацете еден од најголемите адути на Путин. Како што се движиме понатаму во 2023 година, европските влади имаат можност да ги усогласат ставовите и да ја намалат зависноста од рускиот газ пред новата зима. Европската комисија сака земјите од ЕУ да започнат заеднички набавки на газ пред летото во обид да се избегне недостигот на снабдување за следната зима. Критичарите ги обвинуваат европските влади дека премногу се фокусираат на контролата на сегашната цена на газот наместо да инвестираат во долгорочни мерки како ефикасноста и обновливите извори на енергија. Европа сега има можност да спроведе одредени промени во своите навики за потрошувачка на енергија кои се покажаа политички тешки. Приговорите за обновливите извори како ветерниците се гледаат во ново светло сега кога реалните трошоци и нестабилноста што доаѓаат со увезениот газ се поочигледни. Населението на Кина, најнаселената земја во светот, се намали во 2022 година за прв пат од почетокот на 60-тите години, соопшти Кинеското биро за статистика. Минатата година се регистрирани 9,5 милиони родени, а починале 10,4 милиони, се вели во извештајот на Државниот завод за статистика. Населението во Кина е намалено за 850.000 луѓе. Тој пат ќе трае неколку децении, сметаат демографите, што ќе има значителни последици за економијата, општеството и пензискиот систем. Серијата обилни дождови кои ја зафатија Калифорнија во последните 3 недели конечно стивнаа, дозволувајќи им на евакуираните да се вратат во своите домови, а државата да се фокусира на поправка на оштетените патишта и далноводи. Во 9 последователни поројни дождови од 26 декември до сега загинаа 20 лица, а десетици илјади се раселени. Властите се уште ги повикуваат граѓаните да ја штедат водата, имајќи предвид дека нарушувањето познато како атмосферски реки не стигнало до сливот на реката Колорадо, главниот извор на вода во Калифорнија. Во многу калифорнијски окрузи останува на сила вонредната состојба. 86 новинари и медиумски работници се убиени ширум светот во 2022 година, по еден на секои 4 дена, што е за 50% повеќе од претходната година според податоците на УНЕСКО. Податоците на УНЕСКО покажуваат дека минатата година биле убиени 86 новинари, помалку од бројката на 14 декември ја објави кампањата Прес Емблем во Женева. Објавија дека се убиени 115 новинари. Латинска Америка, Карибите се најсмртоносни за новинарите во 2022 со
44 убиства, повеќе од половината од жртвите ширум светот. Во Азија и Пацификот се регистрирани 16 убиства, 11 во Источна Европа. Најсмртоносни поединечни земји се Мексико со 19, Украина со 10 и Хаити со 9 убиства. Покрај убиствата, новинарите продолжуваат да се соочуваат со закани за повеќе форми на насилство кои се движат од присилно исчезнување, киднапирање, произволно притворање, правно вознемирување и дигитално насилство, особено врз новинарите, соопшти УНЕСКО. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно!